Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во ова издание разговор со експерт од Центарот за стратешки и меѓународни истражувања од Вашингтон, кој вели дека САД треба да имаат силна дополнителна улога во процесот на решавање на спорот меѓу Македонија и Грција околу името. Но најпрвен преглед на најновите вести. Американскиот претседател Барак Обама на средба во Белата куќа со афганистанскиот колега Хамид Карзаи ќе се обиде да ги подобри затегнатите односи меѓу двете земји. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс најави дека тежештето на Обама е исполнување на конкретни цели во Афганистан, но и на притисок врз Карзаи да искорени корупцијата во неговата влада. Се очекува Карзаи да побара повеќе информации за планот на Обама да започне со повлекување на американските сили од Афганистан до средината на 2011 година и да изрази загриженост за цивилните жртви во војната. Спуштен втор поклопец за спречување на излевањето на нафта на дното на Мексиканскиот залив по експлозијата на платформа на British Petroleum. Нафтата се излева веќе трета недела поред, предизвикувајќи економски и еколошка штета долж американското јужно крајбрежје. Поклопецот на British Petroleum нема да биде поставен директно над изворот на излевањето барем до четврток. Според официјални лица, целта е да се осигура дека тој е добро позициониран пред да го покрие изворот од кој, според проценките, се одлеваат 795.000 литри нафта дневно. 6 експерти за човекови права на Обединетите нации го критикуваа новиот контроверзен имиграционен закон на сојузната американска држава Аризона, велејќи дека може да доведе до тоа полицијата да цели на лицата врз основа на нивното етничко потекло. Законот, што ќе стапи на сила за неколку месеци, ја овластува полицијата да запира и испрашува лица за кои се сомнева дека се илегални мигранти, а легалните мигранти ќе мораат постојано со себе да носат лични документи. Стручњаците додаваат дека законот може да ги прекрши меѓународните стандарди на човекови права, што САД се обврзани да ги почитуваат. NBA плейоф. Бостон Селтикс поведе во серијата над превари против Кливленд Кавалерс со убедлива победа во гости со 120-88. Бостон може да се пласира во наредниот круг во финалето на источната конференција против Орландо Меджик со победа против Кливленд во шестиот надпревар што ќе го игра на домашен терен во четврток. За разликите околу името меѓу Македонија и Грција, Јануш Бугајски од Центарот за стратешки меѓународни истражувања од Вашингтон во разговор за Гласот на Америка на македонски подвлекува дека САД треба да имаат силна дополнителна улога во процесот со цел да ги придвижат обете страни кон прифатливо решение. Со Бугајски разговараше Јане Бојаджиевски. I don't know about a leading role at this point. I think it needs to take a stronger supplementary role. Не би рекол дека САД треба да земат водечка улога во оваа фаза, туку силна дополнителна улога. Со други зборови, двете страни ги почитуваат САД, и Атина и Скопје. САД немаат блок во конфликтот, сакаат решение, сакаат што е можно побрзо да ја приближат Македонија до Европската унија и НАТО. Јануш Бугајски, директорот на проектот Нови европски демократи во Центарот за стратешки и меѓународни истражувања во Вашингтон, смета дека не е добра идејата за референдум во Македонија, за евентуалното компромисно решение за името од неколку причини. I don't think a referendum is a good idea in deciding such issues. Не мислам дека референдумот е добра идеја за одлучување на такви прашања, без оглед дали се работи за големо меѓународно прашање, надворешно политичко прашање или спогодба. Преку референдум ќе се создадат повеќе проблеми отколку решенија, затоа што ако имате противење, владата може да каже не може да прифатиме затоа што јавноста е против. Тоа значи дека Македонија ќе остане бесконечно заглавена во средина. За ставот на американската влада дека решението на спорот и влезот на Македонија во НАТО се битни за пошироката регионална безбедност, Бугајски вели. The ideal solution would be for the name dispute to be resolved before the summit at Lisbon. Идеално би било да се најде решение за прашањето за името пред самитот во Лисабон во ноември, со што Македонија би добила покана за членство во НАТО. Тоа би бил почеток на заокружување на процесот на интеграцијата на Западниот Балкан во НАТО.
Освен за старите добри меки перници, 1000 тони перија годишно стануваат неупотребени, но не повеќе. Двајца научници од Вашингтон ги користат за производство на пластика, како например во пластичните саксии. Оваа пластика природно се разградува и на тој начин може да донесе револуција во пластичната индустрија. Американската индустрија за пилешко месо секоја година останува со 2000 метрички тони перја како нуспродукт. Дел од нив се користат за перници, облека и храна за животни, но 80% завршуваат како отпад. Но наскоро ќе стане можно тие да се претворат во пластика, што природно се разградува. Хемичарот Масуд Худа од Истражувачкиот институт за хортикултура објаснува. Ова е основен материјал што може да се користи не само за пластични саксии, туку и за делови од автомобилската индустрија и други нешто. Пред неколку години Худа му се придружил на Волтер Шмидт од Американскиот оддел за земјоделство на проектот за практична употреба на перјата. Заедно произвеле уметничка хартија, абсорбенти, филтри за вода и воздух, изолационен материјал, сите направени од перја. Шмидт ги подвекува хемискиот состав и издржливоста на перјата. Перјата се 8 пати посилни од целулозата, силни и издржливи. Потоа од перјата произвеле пластика што се распаѓа по природен пат и започнале да прават саксии за цвеќе. Тие траат од 6 месеци до неколку години, но затоа не ја загадуваат околината кога ќе се разградат. Двајцата научници направили и прототип на контролна табла за автомобили и други делови од автоиндустријата. Се надеваат дека за 1 до 2 години нивните пластични саксии ќе се најдат на пазарите широм земјата. А утре во Newsflash, како на кризата со задолженоста во Атина реагираат грчките американци. Без оглед дали се оптимисти или песимисти за крајниот исход, нашите соговорници со критика за причините што евентуално доведоа до сегашната ситуација. Утре во Newsflash, грчката заедница во САД за должничката криза на Атина. Критики за политичарите, односот кон работата и корупцијата, но и надеж дека кризата ќе биде пребродена. Гледајте утре во Newsflash. Тоа беше се за ова издание, го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Од Вашингтон ви посакуваме пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.